Над 8500 учесници од 51 држава денеска на улиците на македонската метропола беа дел од традиционалниот скопски маратон. Големи и мали, млади и стари, професионални тркачи, но и голем број на рекреативци испратија порака дека Скопје е важен дел од големото светско маратонско семејство. Кенејците и оваа година повторно се покажаа како најбрзи. Кипрортич Кириу од Кенија повторно успеа да ја одбрани титулата на Скопскиот маратон, комплетирајќи патеката долга 42 километри за време од 2 часа 12 минути и 59 секунди. I am satisfied with the results. Да, задоволен сум од резултатот. Не е добар како лани, но ќе се потрудам да бидам подобар следната година. На полумаратонот во должина од 21 километар, човекот број 1 беше нашиот Дарио Ивановски, кој по победата на полумаратонот во Белград денеска славеше и на домашно тло. Истрчав минута послабо од личниот, но сепак прво место дека бев, се задоволувам. Целта ми беше да победам на Скопскиот полумаратон, затоа и почнав воопшто со атлетика да тренирам и така. Лейла, Лили и Лина се трите сестри близначки од Естонија, кои беа најбрзите на полумаратонот на 21 километар. Ние не се подготвувавме посебно за овој настап, имавме тешки тренинзи претходно. Прво мислевме да се надпреваруваме на 5 километри, но подоа решивме да се надпреваруваме на полумаратонот. Оваа трка беше добра, многу добар тренинг за нас. Една од најмладите тркачи, 14 годишната Марго Бојаджиева, беше најбрзата на патеката од 5 километри. Тренирам атлетика и така, значи секојдневно одам на тренинзи и така трчам. Со оглед на тоа дека бев втора мијатата година, така да и сега очекував пак некој место. А пред самиот старт на трките, видно возбудени и нетрпеливи, учесниците ги споделија своите очекувања за камерата на телевизија Нова. Прва година се надпреварувам и мислам понатаму ќе учествувам на сите можни трки. Веќе десетина пати можда учествувам на маратонов. Како се подготвувавте? Па оваа година не сум баш спремен, за разлика од претходниве години, така да повеќе за уживање ќе го трчам. Прв пат трчам во Скопје, неколку пати имам трчано полумаратон, но прв пат во овој град. Слушнав од моите пријатели дека атмосферата на маратонот е секогаш позитивна и организацијата е добра, па решив да дојдам да учествувам. Меѓутоа трчам од задоволство, а не за да победам. Очекувате ли победа? Не победа, но сепак ќе сторам, ќе дадам се од себе за да бидам поблиску до победата. Да плаше ли конкуренцијата, бидејќи на 5 километри најмногу луѓе се пријавени? Не. Јас сум од Германија. Прв пат ми е да трчам на маратон. Возбудливо е. Има многу луѓе и позитивна атмосфера. И оваа година бевме сведоци на интересни транспаренти и пораки, бодрење на најблиските, позирање пред објективите, но најважно од се е дека традицијата продолжува, а Скопскиот атлетски маратон од година во година станува се попосетен и се помасовен.